Не сакаат да станат оружје во рацете на Венко Филипче, зашто така постои опасност од блокирање на иницијативата за неопходни реформи во СДСМ. Дел од учесниците во разговорите за еднината поранешни и сегашни партиски функционери за Алфа велат дека се мобилизираат за промени во СДСМ, но засега ќе се воздржат од јавни настапи со цел да не биде компрометиран целиот процес од страна на Венко Филипче и блиските околу него. На Македонија е потребен нов општествен договор како основа за создавање широк опозициски потенцијал за промени. Прогресивната демократска јавност има потреба од суштинска, објективна дебата, која за да ја погоди целта мора да биде ослободена од вообичаената потреба за допадливост кон партиските авторитети. А дека со право избегнуваат да зборуваат во јавноста е и повеќе од јасно, бидејќи СДСМ веќе ги жигосаа дека работеле за ВМРО ДПМН. Според Филипче, нивните намери не биле искрени, туку со друга цел. Вели дека единствен фронт кој постои е само неговиот фронт за вистина и правда, се друго било фейк и денеска неговите најблиски соработници го повторија истото. Социјалдемократскиот сојуз пред неколку месеци јавно кажа дека се формира некаква платформа која што во услови кога знаме во слободен пат, кога гласовите на ВМРО се губат, Христијан Мицковски формира некаква нова платформа, се со цел да ја ослабне опозицијата. А од СДСМ не ја испуштија можноста повторно да ја нападнат Алфа. Филипче, коментирајќи политичката иницијатива разговори за еднината, рече дека можеле да вклучат и телевизијата, зашто нашиот медиум имал доволно различно мислење, со кое го труел народот со лаги и измислени непријатели на Македонија, на идентитетот, јазикот и на културата. Директно ја прашавме портпаролката Богданка Кузевска зошто во секоја манџа повторно ја ставаат Алфа, наместо одговор молк за подсетување освен во војна со Алфа. Актуелното раководство на СДСМ претходниот период влезе во отворен конфликт со повеќеми на своји членови, кои јавно го критикуваат Филипче. Последно кавга имаше со актуелниот градоначалник на Крива Паланка Сашко Митовски, кој даде поддршка за рудникот за Антимон Крстов дол. Иницирано исклучување има и за повеќе членови, како Петре Шилегов, Јован Деспотовски и Радослав Трошановски, советникот од општина Карпош.